Клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес продолжува со организирање на настани преку кои пред љубителите на пишаниот збор се промовираат домашните писатели. Вчера во медиотеката на градската библиотека Гоце Делчев писатели од Кавадарци, Неготино и Велес се представија со дел од своите најнови остварувања. Клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес и во годината која измина беше исто така многу активен. Организираше многу литературни читања, литературни конкурси за основците, како и за средношколците. А традиционално исто така беа и дел од најстарната културна манифестација во Велес, а тоа е Рациновите средби. Останува да веруваме во она што тие го велат, дека ќе продолжат да бидат активни, да творат и да продолжат да работат се со една цел, да се зголемува бројот на издадени литературни дела создадени од македонски домашни автори. Ние, екипата од К1 телевизија, бевме на терен во дел од медиотеката на ова читање, го проследивме, разговаравме со директорот на локалната библиотека Игор Крајчев од Велес, потоа разговаравме со Лиле Арсова, која што е председател на клубот на писатели Коста Солев Рацин, потоа разговаравме со Милица Паулус, која што е писател, и Викторија Петровска. Па сега, еве, да погледнеме како изгледаше тоа поетско читање, што се случуваше таму и што тие кажа пред камерата на К1. Локалната библиотека Гоце Делчев е домаќин на денешниот поетски настан. Што ќе се случува денеска? Локалната библиотека Гоце Делчев е домаќин на еден значаен поетски настан кој што еве денеска ќе се случи во нашиот град. Имено домаќини сме на поетска дружба на поети од Велес, од клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес, од Кавадарци, од Неготино, имаме и од Штип. Така што е драго ни е што оваа нова 2017 година почнуваме токму со чествување на поезијата, заради тоа што поезијата е издигната на висок пиедестал, особено во Велес, во градот на Рацин. Библиотеката има развиена соработка со клубот на писатели Коста Солев Рацин, така што еве повторно нас ни укажа довербата да бидеме домаќини на овој значаен поетски настан. Драго ни е што уште еднаш ќе излеземе во пресрет на сите оние љубители на поезијата, на сите творци на поезијата, кои што творат не само од Велес, туку и од останатите градови на Република Македонија, да им дадеме простор се она што надпишале, се она што отвореле, се она што протекло на некој начин нивната душа, да биде споделено помеѓу оние кои што ја сакаат поезијата, но и помеѓу оние кои што ја творат поезијата. Ќе се облечам со желбата, насмевката. Ќе нанесе обичај, но дарува со љубов. Се сеќавам добро каде бев тргнала, но многу пречки. Некој ги минав, некој ме поколеба, па скрштав од патот да барам патишта други. Дали некаде сенки на дрвја ќе ме чуваат од сончаница? Ќе газам можеби помека, се уште неразгазена трева. Можеби патот води крај река, па жет ке си гасам и ке се мијам колку што сакам, ако не ми се брза. Можеби патот е меѓу бавчи, полни со плодови разни, во бразните никнале невени па мамат со опоен мирис, на медите овошни дрвја, гранките ниски, сал рака да пружиш и ке си скинеш. Но ништо не беше така. Секаде само мака. Колку повеќе одбегнуваш пречки, толку повеќе тие те следат како верни сенки, не даваат човек од нив да бега. Беше како што беше, но еве ме пак на патот. Знам добро каде бев тргнала. Пак таму одам, никого со мене не водам. Ако некого попат сретнам, може би е млад, може би дури и стар, а сепак несигурен каде оди, ќе му речам: ако знаеш што сакаш, секој пат кон целта те води. Обојни сониште. Госпоѓа Лиле, вие сте председател на клубот на писатели во Велес. Колкава е соработката помеѓу клубот на писателите и библиотеката во Велес? Добар ден до гледачите на К1.
Морам да истакнам дека соработката на клубот на писатели Коста Солев Рацин е голема со локалната библиотека Гоце Делчев. Скоро сите настани кои што ги организира нашата локална библиотека во однос на промоции на поетски читања, клубот на писатели е постојано или во публика или како соработник на локалната библиотека. Соработката со господинот Игор Крајчев не е на високо ниво, затоа што и тој е еден од членовите на нашиот клуб. Кои се плановиве еве за годинава на клубот на писатели? Па по успешно завршената заокружена 2016 година, програмата за работа на клубот на писатели за 2017 година деновиве треба да биде на дневен ред на членовите на клубот да ја усвоиме. Имаме предвидено доста богата програма, доста поетски читања, исклучително соработката со локалната библиотека, со општина Велес. Меѓутоа не изостанува и соработката со Асоцијацијата на здруженија и клубови на писатели од целата наша држава, па и надвор од неја. На раци. Додека ноќта тивко плови, звезди се палат една по друга. Ноќ тивка се спушта над мојот град, како тенок превес, тајна да скрие. Чекорот звонува низ тесната калдрамна улица. Мирис на догорена свеќа, низ сокакот пуст. Низ прозорет дзирка од сјајот на месечината. На трошна дрвена маса, само неколку испишени листа. Седнат на троножец мал во трошната таванска соба, со мислите патува како птица со крилја. По небеско сено од планински ливади. В свет ја праќа благородната мисла. Една мисла како ден заоѓа, друга како мугра се раѓа. Понекогаш, како капки дожд се ројат, растерани од светлината на денот, зборовите напишани во ноќта. Во белината на муграта, повторно нов стих се раѓа. Од дното на душата извира, како поток буен потекува, нов ден навестува. Која е Милица Паулус? Доста сте активни, што имате напишано и кои се вашите планови во иднина? Добар ден, прво да ги поздравам гледачите на К1, на телевизија К1. Вака, јас доаѓам од Кавадарци, живеам во Германија. Пишувам двојазично на македонски јазик и на германски јазик. Имам издадено доста книги за деца, за младина и за возрастни на германски јазик. Во антологија учествував исто во 6 или 7 на германски јазик. Имам издадено проза и поезија на македонски јазик исто. Инаку имам 5 литературни групи во Facebook, создадено каде што се твори. Тие се, да кажам вака, како една литературна училница, каде што многу луѓе, многу поети, поетеси почнаа да пишуваат. Значи, 3 се на македонски јазик, за поезија, за проза и дискусии за поетиве, писателиве од денеска и од некогаш, од порано. Иначе има и 2 интернационални групи. Соработувам со сите поети и со сите писатели широм Македонија. Организирам поетски манифестации, читања низ цела Македонија и еве сега спонтано ни дојде идејата со Викторија. Вчера се слушнавме да организираме и тука едно поетско читање кое што ќе се одржи денеска и ми представува голема чест за тоа што Велес е познат град за негување на македонската литература, поготово на пишаниот збор. Носен од крилјата на ветрот, мојот верен сопатник, кој ги следи моите мисли. Ја отворив кутијата на времето. Во неа зборови заостанале. Ги сложив и бликнав меѓу нив. Одамна беше тоа. Ги стегна во кутијата за да не се издишат. Сега се стари. Остареле со коси побелени. Ама значат исто. Ги исправ и ги закачив на јазикот. Сакаат надвор. Стискај, стискај, заби ме заболеа. Тогаш ги запрев, а сега не умеам. Па зарем не сум јас таа? А што ако ги запрам? Ќе затворам кутијата повторно и ќе отворам во друго време. Зборовите ќе значат секогаш исто. Која е Викторија Петровска? Еве, што имаш напишано да ни кажеш, колку сте активни и што планирате во иднина?
Вака, Викторија Петровска, член исто така на клубот на писатели Коста Солев Рацин во Велес, инаку живеам во Градско, студент на правен факултет во Скопје. Па што имам напишано? Пишувам главна поезија, објавени две стихозбирки, од која што последната Ехото на душата ја добив првата награда за најдобра објавена стихозбирка во 2016 година од Фондацијата Нова во Битола. Кога станува збор за наградите, наградувана на скоро сите распишани конкурси во нашата држава, значи како на национално, така и на меѓународно ниво, освоени повеќе меѓународни награди за поезија во Нови Сад, во Бугарија. Ева за денешниот настан. Вака, што се однесува за денешниот настан, значи имавме од една идеја, можам да кажам дека ќе направиме реализација. Се слушнавме со госпоѓа Милица и решивме ете во градот на Рацин во Велес да направиме една поетска дружба на која што освен што ќе читаме, нели, ќе прочитаме наши творби, ќе се дружиме. Јас имам пристап до насметката на среќата. Таму Велес во срцете носам. Во изгресонцето ново над градот што се буди, одекнува песна на жетварки и тутуноберачи млади. Со насмевка блага надеж што буди и со гердан од отров закитиле гради. Работници со токмак го кршат мракот и бараат искра да светне во новиот ден. А од цветот кон сонцето што се врти да исплетат венец. За една младост, за едно време, за животот кучешки клет, за тешката мака, за непокорот, да изградат спомен за навек. Една река, еден мост, гемиџија, учител и млад поет. Низ вечноста и незаборавот ги славиме. Од песната Нова мугра над градот се роди, стих што секој велешенец низ животот го води. А тајните низ калдрмите на сокаците што се гласат. Мојот град, ко нераскинлива нишка, со традиција го красат. А се слушаат тие, во полињата родни и во нивите плодни, меѓу портите и мендерите и велешките дворови. Ех, да прозборат старите градби за чалгиите и серенадите, за најубавите свадби, за лозијата каде виното се раѓа на лозниците од гроздови дрочни, за еснафите, чорбаџиите, за меракот на којник дуќан да имам, за муабетите сочни. Од спомените навираат солзи налик на утринска роса. Јас и мојот град, Велес, во срцете носам.